Проектот Инклузивни партнерства во заедниците е финансиран од Европската комисија преку Европскиот инструмент Демократија и човековите права ЕИДХР, а го спроведува фондацијата Чекор по Чекор и Сдружение на студенти и младинци со хендикеп од Скопје, информира координаторот Мартина Костовска од Порака наша. Овој проект е финансиран исто така од Европската комисија преку Европскиот инструмент за човекови права и демократија ЕИДХР, меѓутоа го спроведува фондацијата Чекор по Чекор од Македонија и Сдружение на студенти и младици со хендикеп од Скопје. Порака наша како носител на локалните активности, значи е вклучена заедно со општината и три училишта од градот. Основното училиште Браќа Милодиновци, Христијан Тодоровски Карпош и средното стручно општинско училиште Киро Бурнас. Заедно ќе имплементираме активности кои што имаат за цел да ја зајакнат комуникацијата на локално ниво. Значи, една од првите цели на проектот е кој што Порака наша треба да ги координира и да учествува е зајакнување на капацитетите на локално ниво и на институциите во локалното ниво и на граѓанскиот сектор преку одвивање на обуки преку кои што ќе се собираат податоци за лицата со интелектуална попреченост во општината, кои што потоа ќе бидат користени за креирање на локални општински политики. Целта е да се подобри самата комуникација со работката помеѓу локалната самоуправа, училиштата кои се инволвирани во самиот проект и невладиниот сектор. Значи, проценка, потоа треба да се изготви акциониот план, кој што од друга страна треба и да се спроведе. Спроведувањето е преку изготвување на грант кој што има одреден износ. И на крај идејата е да се мониторира, тоест да се направи компарација со другите општини до која мера тие го имаат изготвено, затоа што самиот проект не се однесува само за нашата општина, туку за уште 6 општини на ниво на државата. Проектот Продолжено моќно образовно партнерство се спроведува преку две проектни идеи. Како што информира Костовска, првата проектна идеја се однесува на таргет групата, самите корисници на дневниот центар. Тука од една страна е општината која што учествува во проектот, од друга страна се јавните предпријатија како Чистота и зеленило, Сдруженијето на пензионери, Сдруженијето Порака наша, од друга страна се образовните институциите во градот, училиштата Толе Зордомис, училиштето 11 октомври, Магдалена Антова, Кочораци, Наинфрашери, Христијан Тодоровски Карпош, со кои што треба да спроведеме три проектни цели. Значи, она што е новитет оваа година е тоа што првите две проектни цели веќе ги спроведуваме. Значи, првата проектна цел, таргет група се самите корисници во двата дневни центара, и во нашиот дневен центар и во другиот дневен центар. Втората проектна цел е она што каде што таргет група се лицата со увреченост кои што се веќе во образовниот процес и кои што се во училиштата, за нив постојат образовни асистенти кои што ги кои што се обезбедени преку општината и кои што имаат улога да го олеснат процесот на образование во самите училишта кои што се учесници во овој проект и кои што ќе помогнат во инклузија на лицата со увреченост во училиштата кои што се членови. Новитет оваа година е третата проектна идеја каде што целта се стари изнемоштени лица, вели Костовска. Оваа година има 5 асистенти кои што ќе работат со тие стари лица во давање на психолошка и социјална поддршка со цел да се развие сервис за помош на стари изнемоштени лица. Младите асистенти ќе им помагаат во секојдневниот живот, домашните обврски на лицата кои се вклучени во проектот.